Се повеќе компании заинтересирани за инвестирање во индустријската зона Расадник во Бутел. Една фабрика за производство на електрични делови веќе се гради, а наскоро со градба ќе почнат уште 3 нови. Вице-премиерот Пешевски денеска беше во обиколка на општината Бутел. Колку луѓе отбелика во целиот комплекс ќе имаш што работи? Така, сега на почеток ќе бидат 12 луѓе, па понатаму очекуваме проширување. Пуштен беше во употреба и новиот асфалтиран пат од село Радишани до село Љубанци. Проектот, кој чини 150.000 евра, ќе помогне за решавање на проблемите со кои се соочуваат жителите од ова место. Сливното подрачје го уништуваше патот, меѓутоа во зимскиот период температурите малце кога ќе се намалеа, ова беше купишта од лед, снекога ќе имаше да не можеше да помине ни градски сообраќај. Ние го санираме пред неколку години, меѓутоа овој пат темелно го направиме во должина до околу 1 км и 200 метри. Надлежните извршија увиди во градежните работи на новата градинка 11 октомври, која се гради во општината. Инвестиција вредна 140.000 евра. Го посетија и реконструираното училиште Климент Охридски, за чија модернизација се инвестирани 85.000 евра. Во општината се гради и нова атмосферска канализација. Пешевски ги слушна и проблемите на граѓаните. Разговаравме со граѓаните за некои од проблемите кои што нив ги мачат, за дел од нивните прашања на лице место и градоначалникот даде ветување дека дел од тие во најскоро можен рок ќе бидат решени. Дел од прашањата ќе бидат резолвирани од страна на владата. Веќе распишани тендери се собираат понуди за изградба на првиот нов булевар во Бутел, кој општината ќе ја поврзе со обиколницата. Со што општина Бутел ќе добие растретувањето на сообраќајот кој што е на вистина многу густ во улицата Бутелска, од заобиколницата па се до кружниот тек, веќе големо население гравитира према центарот на градот Скопје, значи растретување и подобри услови за движење. Во општината Бутел изминативе години постојано се работи на нови проекти кои помогнаа за подобрување на условите за живење. Според Латиновски, тоа е главната причина поради која се повеќе граѓани бараат да се доселат во овој крај од градот.